За пожарот во Пулс под истрага се над 50 лица и 3 фирми. 58 повредени остануваат на болничко лекување. Од утре стартува обуката на медицинскиот персонал во Кочани, Штип и Скопје за долготрајната рехабилитација. Кој колку вреди во коалицијата вреди, дали коалицискиот ќе биде поважен од личниот рейтинг. Засилени контроли пред Великден. АХВ заплени над 1 тон небезбедно месо. Се продавале и небезбедни јајца и бои. Над 30 загинати во руски напад на Суми. Ракетите го погодиле градот, додека верниците оделе во црква. Зеленски бара жестока реакција од сојузниците. Вести во живо со последните информации од истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Останете со нас. Државниот јавен обвинител Коцевски и министерот за внатрешни работи Тошковски на заедничка пресконференција ги објаснија деталите од последното проширување на истрагата за случајот со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Досега се опфатени вкупно 52 лица. На пресконференцијата беше колешката Тамара Дичевска, имаме во живо од пред јавното обвинителство. Тамара, какво е објаснувањето на надлежните за целиот овој процес? Имаме приведено 4 поранешни министри за економија, но не и актуелниот. Да. Иако од 2012 година па се до 16 март кога изгора дискотеката Пулс во Кочани се осомничени сите министри за економија кои што раководеле во овој временски период, сепак дел од истрагата не е и актуелниот министер Бисер Дурмиши, бидејќи за него немало докази дека сопственикот на дискотеката барал обновување или продолжување на лиценцата за оваа дискотека Пулс во неговиот мандат. Сепак и за директорите, поранишните директори на Државниот пазарен инспекторат, како што нагласи обвинителот Љупчо Коцевски, продолжуваат проверките, бидејќи за нив, како што кажа, нема законски основ да се гонат кривично како директори, бидејќи одговорноста не е директно поради директорското место и затоа за нив продолжуваат проверките. Поранишната директорка Анита Симовска е во куќен притвор, додека обвинителството предвадена за поранишниот директор Горан Трајковски побара ефективниот притвор да му биде заменет со куќен притвор. Како што нагласи и ти, истрагата се проширува со 19 нови лица кои што имале некаква поврзаност со трагичниот пожар кој што се случи на 16 март. Од засега вкупно се осомничени 52 лица и 3 фирми кои што придонеле, имале некаква врска, придонеле да се случи толкав пожар од толкави размери и да однесе и толку човечки животи. Сепак, како што нагласи обвинителот Коцевски, 13 години ниту една институција, ниту министерство или инспекторати не постапиле по оваа дискотека, иако сите знаеле дека постои со оглед на тоа што Кочани е мал град, а тоа била единствената дискотека, импровизирана дискотека, ако можам така да наречам, во овој град. Деталите околу новиот дел од истрагата ги гледаме во приложение. За 4 нови осомничени за пожарот во Кочани обвинителството бара ефективен притвор, за 6 куќен со забрана за комуникација, а за 8 на мерки на предпазливост. Истрагата се прошири за 18 нови лица. Меѓу нив се 4 поранешни министри во економија, 3 државни секретари во министерството и 6 раководители на сектор, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, 7 пазарни инспектори, 3 општински градежни инспектори. Екс-министрите и вработените во Министерството за економија се осомничени дека издавале лиценци на клубот без да ги исполнува условите, а актуелниот министер за економија Бисер Дурмиши не е опфатен во истрагата. Сите тие, како и претходно осомничените во Министерството за економија, се истражуваат затоа што му овозможиле на кабаре клуб Пулс да добива лиценци без да ги исполнува минимално техничките услови за работа и незаконито да продолжи во вршење на угостителска дејност за целиот период од отворањето до пожар. Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека сопственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година.
И поранишните директори на ДЗС, како и актуелниот, според обвинителството, целосно ги запоставиле надлежностите и не спровеле инспекцијски надзори не само во дискотеката Пулс, туку и во сите угостителски објекти во државата, со што го ставиле во опасност животот на граѓаните. 7 инспектори на Државниот пазарен инспекторат пак не ги спроведувале инспекцијските надзори. За поранишните директори кои се осомничени, Анета Симеска-Димовска и Гуран Трајковски, Коцевски кажа дека за нив продолжуваат проверките. Ова важи за сегашните и за министрите директор и за минатите директори, кај кои до овој момент не се утврдени пропусти врз основа на обезбедените докази кои упатуваат на основа на сомнение дека сториле кривично дело. Како што кажав и во обраќањето, за двајцата поранешни директори на Државен пазарен инспекторат, кои од претходно се истражуваат, проверките продолжуваат, пред се поради околноста дека и нивниот мандат се врзува со период во кој клубот работел со фалсификувана лиценца. Во истрагата се осомничени вкупно 52 лица и 3 фирми, но действијата продолжуваат, вели министерот за внатрешни работи. Ќе продолжиме и понатаму да работиме. За секој еден за кој што ќе биде утврдено било каква причинско-последична врска со предметниот кривично правен настан, каде што загина 61 млад човек, ќе биде превземено соодветно действие во рамки на законските надлежности кои што се дадени како на Министерството за внатрешни работи, така и на јавното обвинителство. Слични случаи на пожари од пиротехника кои резултираа со голем број на жртви, а од кои биле црпени искуства, се оние во Романија, Бразил и САД. Во овие судски процеси, како што нагласи обвинителството, биле земени предвид долгорочната серија на системски пропусти, што придонеле пожарите да бидат толку разорни, слично како во дискотеката Пулс. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од СДСМ велат дека повторно нема истрага против никој од Министерството за внатрешни работи кој бил одговорен таа ноќ. На денот на трагедијата, 16 март, актуелните функционери на ОВР Кочани, СВР Штип и Бирото за јавна безбедност, кои биле на позиции, биле одговорни за безбедноста и морале да постапуваат. Ако затаиле контролните механизми и безбедноста, како е можно ниту еден од актуелните функционери да не биде приведен и да не биде опфатен со истрагата, прашуваат од СДСМ. Дополнително, МВР е надлежно и за дозволите за контрола на употреба на пиротехника во затворен простор, што е основна причина за пожарот. Тошковски, наместо да дава политички изјави, треба да одговори како е можно да нема никаква одговорност од актуелните полициски функционери кои биле на позиции тој ден. СДСМ инсистира на неселективна правда за Кочани. Никој не смее да биде заштитен, истрагата не смее да продолжи да се води селективно насочена само кон минатото, велат од СДСМ. Од ДУИ бараат независна истрага без партиски влијанија и обвинуваат за обид за предизвикување на меѓуетнички тензии. Во моментов, Мицковски со неосновано апсење на албанци се обидува да предизвика меѓуетнички тензии како параван за неуспесите на владата и како алатка за предизвикување етнички раздор. ДУИ најостро ги осудува неодамнешните апсења на поединци кои немаат врска со трагедијата како средство за оттргнување на вниманието од вистинските виновници. Овие постапки без докази покренати од институциите на Мицковски служат за насочено таргетирање на поединци за политички цели, порачуваат од Демократската унија за интеграција. На болничко лекување во моментов се 58 од повредените во дискотеката Пулс во Кочани, од нив 48 се надвор од државата. Во Скопје најголем број на повредени има во Старата градска болница. Од утре странски експерти ќе почнат со едукација на медицинскиот персонал во болниците во Кочани, Штип и Скопје за процесот на долготраен третман на пациентите. Стабилна е здравствената состојба на четворицата пациенти повредени во пожарот во клубот во Кочани, кои се на лекување во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Во моментот се хоспитализирани четворица пациенти, од кои што двајца се наоѓаат на викенд, че пуштени се дома да се видат со фамилиите. Во текот на вечерните часови треба да се вратат во болница и двајца кои што се во моментот во болница. И сите се во стабилна состојба нормално. Тројцата се изгореници, едниот е со инхалаторна повреда. Од четворицата пациенти, тројца се вратени од странство, а еден повреден во пожарот цело време, веќе месец дена е на лекување во хируршката клиника. Каде што се прават се уште некои преврски, но се очекува во текот на следната недела да може и он да биде испишан на домашно лекување.
Покрај пациентите кои се во клиниката за хируршки болести во македонските болници, викендот останаа хоспитализирани уште 6 повредени, 3 на пластична, 1 во ГОП 8 септември, 2 во Аџибадем Систина. Во странски центри се уште на третман има 48 лица, а некои од нив според најавите од здравствените власти во текот на идната недела се очекува да бидат вратени во Македонија. Наредните денови во земјава ќе почнат и обуките на здравствени работници од Скопје, Штип и Кочани, кои ќе бидат едуцирани од британски експерти за подолготрајниот процес на опоравување на дел од повредените во големата трагедија во Кочани. Александар Динев, Сител телевизија. Каков градоначалник му треба на Кочани? Дали независен кандидат може да добие поддршка од партиските советници? Што може да се направи за 6 месеци и дали има доволно време да се врати довербата во системот? Во тема на денот со Венко Крстевски, независен советник и кандидат за ВД градоначалник на Кочани. Дали коалицијскиот ќе биде поважен од личниот рейтинг на партнерите во Вреди? Ова е главното прашање кое како тест стои пред актуелните владени партнери. Одговор за очекувањата од политичките аналитичари побара Катерина Нешкова. Иако отидоа предалеку со меѓусебните коментари, на крај сите партнери од Вреди, сепак заеднички ќе настапат на локалните избори. Децидни се политичките аналитичари. Предалеку отидоа, јас мислам дека тие требаше внатре да ги консумират сите политички можности за да можат да се договорат, се со цел заеднички да настапуваат во локалните избори. Бидејќи и да застапуваат заеднички во локалните избори, веќе тој дух што го имаше како владина коалиција, односно пандан на ДУИ, веќе кај народот се гледа како скептицизам. Но најверојатно овие 4 политички партии на крај ќе се договорат во една заедничка слика, како и за секогаш, кога ќе им гори тука да идат во Косово да се сликат со премиерот на Косово Албин Курти. Во интервју пак нова порака за Таравари од коалицијскиот партнер Касами, што побрзо да се одлучи на чија страна е. Лидерот на Беса вели дека секој партнер вреди во Вреди, но и предупредува дека тој што ќе се одели од групата, ќе го јаде волкот. Било кој да излезе, автоматски создава можност некој да влезе. Така да јас сенам дека најмногу што ќе губи, најголем губитник ќе биде тој кој ќе излезе од во случајот од коалицијата Влем, затоа што и не е случајно и народната поговорка. Значи тој што ќе се одели од групата ќе го јаде волкот. Таравари денеска не ни одговори дали дефинитивно останува во коалицијата или пак ќе ја напушти. Нема одговор од него и за тоа што му е понудено од партнерите од кулачот за локални избори. Сепак по апсењето на неговиот директор на геријатрија за МИТО, како и последниот лидерски состанок од петокот, кој поминал во конструктивна атмосфера, големи се шансите Таравари да остане во Вреди. Според договоренот, работните групи од коалицијата ќе треба и понатаму да ги пеглат разликите за тоа кој партнер во која општина би имала свој кандидат за градоначалник и за застапеноста на советничките листи. Превирањата во Вреди настана кога лидерот на Алијанса се заложи секој од партиите да има самостоен настап за локалните избори, пошто почна разговори дури и со опозицијската ДУИ за нивна поддршка во одредени општини. Ова пак ги разлути Касами и Меджити, кои отворено побараа Таравари да се определи дали останува кај нив и во владата или пак ќе соработува со интегративците. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска и утре ќе учествува на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на Европската унија во Луксембург. Средбата на министри за надворешни работи на земјите членки на Европската унија и земјите од Западен Балкан го организира високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија и подпредседателка на Европската комисија Каја Калас, како што велат од Министерството за надворешни работи, во услови на се посложен геополитички контекст, состанокот има за цел во инклузивен
формат да се дискутира за продлабочување на соработката меѓу Европската унија и Западниот Балкан на полето на европската безбедност. На состанокот се очекува министерот Моцунски да истакне целосната усогласеност на државата со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија како потврда за стратешката ориентација кон полноправно членство во ЕУ, но и како показател за доследната посветеност на промоцијата и заштитата на европските вредности и принципи, велат од МНР. Во рамки на посетата планирано е Моцунски да оствари билатерална средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Луксембург Ксавие Бетел, како и редовна средба одвоена средба со Марта Кос, комесарка за проширување на Европската унија. Засилени контроли пред Великден. АХВ заплени над 1 тон небезбедно месо. Се продавале и небезбедни јајца и бои. Над 30 загинати во руски напад на Суми. Ракетите го погодиле градот, додека верниците оделе во црква. Зеленски бара жестока реакција од сојузниците. Агенцијата за храна и ветеринарство во предвеликденска контрола на терен запленила над 1 тон небезбедно месо. Инспекторите пронашли и небезбедни јајца и бои за фарбање. Наташа Мерсовска ги има деталите. Агенцијата за храна со засилени контроли пред Великден уништи 1230 килограми небезбедно месо, преработки и подготовки од месо, но јајца, бои, мед, ракија, маслиново масло и други производи. Прекршителите ги казни со 3650 евра. Во пресред на празниците, кога е зголемена поборувачката на храна, од АХВ апелираат внимателно од каде купувате. Пазарете само од регистрирани оператори на храна и читајте го рокот на употреба. Најголем дел од граѓаните сметаат дека во големите маркети се продава безбедна храна. Сепак читаат и до кога траат производите. Секогаш гледам на рокот, да. Ви се случило некојаш да купите нешто со изминат рок, па после да го... По последно време не, ама порано се случувало. Проверувам, има и секаква храна, има и со поминат рок, не безбедна. Генерално проверувам рок. Повеќе пати ми се случило да налетам на производи со изминат рок кои стојат на улиците. Ви се случило да купите нешто со изминат рок па да го вратите? Да. Каде најчесто тоа, од маркет? Па во малите продавници. Ако купувате, внимавате на рокот, ги читате тие? И јас баш лично да ви кажам не. За производите кои се продаваат на пазарите и малите доќанчиња, граѓаните повикуваат на засилени контроли. Тука треба да се подигнат малку стандардите за контрола на тие производи. Треба да се има посебни делови кај што се продаваат тие производи, посебно млечни производи и да се води малку поголема контрола. Гледам на рокот, али квалитетот од каде е, шо е, веќе тоа е прашање. Треба сепак да се проверат роковите на производите. Ги проверувате вие? Да. Инспекторите од АХВ неделава констатирале нелегална трговија и спречиле пласирање на безбедни јајца и бои за јајца. Се чувале во несоодветни услови и со тоа се небезбедни за консумација. Засилени вонредни контроли најавија и за следната недела. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Поради недостиг на вода неизвесен стартот на овогодинешната сеидба на ориз и колку од површините ќе бидат посејани. Во моментот во обраната Калиманци има околу 57% од вкупниот капацитет. Неизвесен е стартот на овогодишната сеидба на ориз и колку од површините ќе бидат посејани. Причина е недостатокот од вода за наводнување во браната Калиманци, што може да доведе до рестрикција на околу 1500 хектари под ориз. Оризопроизводителите сметаат дека треба да им се дозволи да ги наводнуваат површините со протечни води од реките, а водата од хидросистемот Брегалницата се користи како дополна. Доколку нема вода доволно, во текот на летото ќе ни дотурат од каналот, од мрежата што е од браната. А сега да ги искористиме барем протечни води за раните сорти да ги оцееме. Затоа што времето ќе одмине за 10-15 дена, треба да почне сеидбата. Никој не кажува што ќе се сее, што нема се сее. Жално е, велат оризарите, ориз да се сее на ридските терени, а да се остават површините во котлината, каде поминуваат две реки и каде површините се подготвени за сеидба, а трошоците се направени. Што главно бара и на сите овде производители што се и од селото Мојанци, Горни Подлак, градовци, оризари да сепак
овие површини бидат засадени. Да ние не користиме вода од системот Брегалница, него исклучиво ја користиме водата од реката Брегалница и Рилдарската река. Во моментот во брана Калиманци има близу 70 милиони метри кубни вода или околу 57% од вкупниот капацитет. За успешна наводнителна сезона потребни се 90 милиони метри кубни акумулирана вода. Имајќи го предвид дека пред 20 дена по Калиманци беше скоро катастрофа, имаше 40 милиона метри кубни вода и кубик и 700 доток. Значи да се надеваме дека во наредниот временски период имаме дополнителни количини на вода и планот ќе го исполниме 100%. Ако треба да кратиме 1500 хектари, ќе кратиме секаде равномерно. Кои површини и дали ќе останат непосејани, ќе се знае до крајот на месецот, кога и официјално треба да започне наводнителната сезона. За Сител, Трајан Ристовски. Младите кои сакаат да се занимаваат со земјоделство може да аплицираат за 10.000 евра помош од државата, а пријавувањето е до 9 мај. Целта според министерот за земјоделство е да се зголеми бројот на земјоделци кои ќе произведуваат овош и зеленчук дома, наместо тоа да се увезуваат странство. Јавниот повик е наменет за млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години, кои што за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска активност, превземаат постоечко или воспоставуваат ново земјоделско стопанство и се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во последните 18 месеци. Максималната финансиска поддршка по корисник за мерката 112 изнесува 600.000 денари, односно 100% од направените трошоци. Овие предвидени средства ќе се доделуваат за период на реализација на деловниот план и ќе се исплаќаат на годишно ниво, но најмногу на 3 рати. Кичевчани вераат да се дислоцира отпадот од градот, стравуваат за своето здравје и обвинуваат дека депонијата ги гуши. Од општината велат дека се обидуваат да управуваат со отпадот, додека да се изгради регионалната депонија кај Новаци. По Охрид, Струга и Кичево се гуши од депонијата. Граѓаните бараат да се дислоцира отпадот од градот кој шири непријатна миризба. Тие, стравувајќи за своето здравје, бараат итно решавање на овој проблем. Ја моментално су клиент на хематологија и таму професори имаат кажано дека од Кичево најмалце имат 700 пациенти што се од Кичево, од таа депонија. И од Ослоне, значи градов е гроб. Проблем се провлекува од веќе 7-8 години, најмало 7-8 години, без никакво решение. Си не знам што да направат граѓаните за да може тоа да се реши. Сепак институциите треба да си ја завршат работата, затоа се и платени. Се соочуваме со деценијски проблем без малку, со изложувањето на ѓубрето во центарот, скоро во центарот на градот на Кичево. Депонијата која се наоѓа во градот за јавното предпријатие Комуналец многу често се пали, а со доаѓањето на летото и повисоките температури ќе се продлабочи овој проблем. Се наближува летниот период, за кој знаеме дека поради повисоките температури и намалената количина на ветер ќе донесе уште поголема смрдеја која ќе треба цел летен период ние истите да ја дишиме. Примање на одлична температура на воздух во летниот период, особено во вечерните и приквечерните часови, со кој често се фалевни и го уживавме како кичевчани, повторно ќе бидеме приморани да ги затвориме своите прозорци и врати и да седиме дома под клима. Градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари настав дека на овој начин се обидуваат да управуваат со отпадот додека да се изгради регионалната депонија кај Новаци. Инаку вчера кичевчани протестираа потенцирајќи дека не запираат тука се додека не се исполни нивното барање и за 2 недели најавија дека повторно ќе организираат протест. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Со над 2 милиони денари ќе се зацврстува иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп. Иконостасот е стар 180 години со должина од 17 и висина од 6 метри. Министерството за култура годинава издвои 2 милиони и 100.000 денари, со кои што ќе се прави конструктивно консолидирање и зацврстување на иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп, како и конзервација на уникатната резба. Ова се најголеми средства досега издвоени за овој иконостас, откако се започнати работите за негова заштита и реставрација во 2020 година. Значи на делови на парти на иконостасот каде што имате обелување, ќе има тонирање и на отпаднати делови кои што ги има во текот на изминатите години се собирани кај свештениците од Благовештение, исто и кај нас ги имаме при самото конзервирање, тие ќе бидат ќе се направи, значи
конзервација, се извинувам, а исто на отпаднати делови кои што не се постоечки, ќе се изврши реставрација и да се вметнат тие делови. Ова година завршуваме со тој конструктивен дел. До сега од 2020 до денес во неколку наврати беа преземени активности за заштита на самото дрво и резба со импрегнирање на средства против инсекти, бактерии и негово уништување. Следна фаза ќе биде заштита на иконите на иконостасот. И тие се следна фаза да се конзервираат, затоа што исто се од големо значење, се познати мајстори кои што работат, зографи кои што работат во нашиот крај. Значи на долната партија престолните икони што ги викаме оние големите икони и на втората партија во горната зона каде што се поставени на иконостасот циклусот големи празници. Иконостасот е стар 180 години и е најдолг иконостас во Македонија со должина од скоро 17 метри и висина од 6 метри. Тој е исто така трет во државава според својата вредност, после иконостасите во црквата Свети Спас во Скопје и оној во Бигорскиот манастир. Го изработила тајфата на познатиот копаничар Петре Филиповски Гарката. За Сител Дарко Штарговски. Мнозинството граѓани сметаат дека некој друг е одговорен за војната во Украина повеќе отколку самите Русија и Украина и дека таа ќе заврши со помош на Трамп во следните неколку месеци. Ова го покажува последното истражување на јавното мислење кое за детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје. Според мнозинството граѓани, односно 47,3% во досегашниот тек на војната не победува никој. 28,1% сметаат дека победува Русија, а само 4,2% Украина. Само 5,5% граѓани сметаат дека воведените санкции и прават повеќе штета на Русија, додека 36,7% се убедени дека повеќе од штетата трпи Европа. Сепак мнозинството или 39,9% сметаат дека и двете страни трпат штети. 65% од граѓаните сметаат дека во досегашниот тек на војната Македонија доволно им помогнала на Украина, додека 10,5% сметаат дека сме можели повеќе. Во однос на крајот на војната со иницијативата на американскиот претседател Трамп, граѓаните се оптимисти. 63,6% сметаат дека војната со помош на Трамп би можела да заврши во следните неколку месеци, за разлика од 18,5% кои не го очекуваат тоа. Истражувањето на јавното мислење е направено преку телефонска анкета, спроведена од 1 до 4 март оваа година на репрезентативен примерок од 1050 испитаници од целата држава. 61% граѓани би одговориле позитивно на референдум. Како министар за европски прашања, сметате ли дека ова е добра и стабилна поддршка за членство во ЕФТА? Секако дека станува збор за една константа со благ тренд на зголемување на поддршката. Според нас тоа се должи на сериозните заложби и заинтересираноста на влада процесот прво на реформите да се. Изјавите од денешното издание на Детектор ќе ги погледнеме во централното издание на Дневникот во 19 часот, во продолжение информациите од светот. Најмалку